Господине Велков, каква е ситуацијата со македонскиот аграр во моментов? Од една страна имаме се уште справување со последиците од пандемијата, од друга страна се затвораат дел од традиционалните пазари кои што ги имавме, а станува збор за Украина и Русија и се разбира на прак сме на една производствена сезона, односно на бербата на првите производи. Па мора да признаеме како никош досега нашиот земеделски производител се соочува со неколку проблематики. Како прва и основна се климатските фактори кои што доста влијаат во самото производство. Втора проблематика со која оваа година се соочува нашиот земеделски производител е значително зголемите цени на репроматеријалите. И третата проблематика, како што рековте, ситуацијата што се случува моментално во Украина, тоест војниот конфликт меѓу Русија и Украина. Мислам сите тие три фактори ќе влијаат доста во овогодишниот циклус на производство. Бидејќи доаѓам од регион каде што претежно земеделието се занимава со рано градинарство и мораме веќе да кажеме дека дури и првите количини од првиот производ почнаа да се нудат на пазарите. Тоа е, мораме да кажеме, пролетната зелка. Меѓутоа, лека по лека, мислам дека постепено ќе почнат да се нудат и останатите производи од земеделските култури на нашите пазари, а тоа е краставицата, доматот. Меѓутоа, сега се поставува прашањето како и што понатаму. Кои се идните предизвици, особено во однос на садењето на втората реколта? Како што рекуваме прво, тешко ќе дојдеме до производ. Пред се од климатските услови гледаме под кои нашиот земеделски производител произведува. Мислам дека тука доста влијание на начинот, сето она што ќе се случува понатаму, треба да одигра улога и ресорното министерство, тоест Министерството за земеделие. Мораме да признаеме дека како стопанска гранка земеделието представува една од најважните стопански гранки, бидејќи знаеме дека во сите стопански гранки нашиот работник треба да биде нахранен, па да ги остварува своите активности. Меѓутоа, како и што ќе се случи и како ќе делува ресорното министерство, мислам дека зависи, пак ќе повторам, од сето она како го има замислено и како ќе го спроведува во понатамошниот период. Што според вас е приоритет да се преземе во моментов? Бидејќи доаѓам од секторот градинарство, многу значи да. Ако во првиот момент, при самото производство, кога ќе биде растението нападнато дали од некој инсект или некоја болест, не се делува навремено, тогаш доаѓа до огромни штети. Така, мислам дека и ресорното министерство, ако во временски период кога може да делува и може да постигне некои резултати, не го направи тоа, мислам дека понатаму ќе биде касно за сите оние мерки што ќе ги превзема. Еве се наоѓаме, пак ќе кажем, во циклус на производство, како што рековме, градинарството. Мислам дека поради сето она што се случи с големините цени на репроматеријалите, неминовно ќе биде да смогне сили Министерството под хитно да бидат исплатени субвенциите кај сите оние што имаат растително производство. Зошто? Поготово тоа се однесува на нашиот градинар, затоа веќе и дел од градинарите се започнати со вториот циклус на производство, тоест летниот циклус на производство за садување на индустријската пиперка. Ако не му се помогне на земјоделецот и пред сето она што биде производено во првиот турус не биде пласирано или не дај Боже има доста ниски цени, мислам доста ќе влијае за стартот во производството на вториот циклус или летниот циклус на производство, каде што претежно станува збор за производи кои што се наменети за преработвачката индустрија. Во тој случај нема од земеделските производители, ако треба да засади хектар, поради големите трошки ќе засади само 1 декар, колку толку, за да може да опстои. Затоа мислам, за да не се осети сета таа негативност, спомнувајќи ги претходните проблематики со кои се соочува нашиот земеделски производител, неминовно ќе биде нашето ресорно министерство, сите потези, сите мерки што ќе ги преземе, прво да бидат на време преземени, за да не, пак ќе повторам, за да не дојде до она што никој не го посакува во нашето земеделие.